Партијата за демократски просперитет на ромите повторно упати реакција во врска со политичките притисоци и мобингот што се спроведува врз вработени во комуналното претпријатие Водовод, а кои се нивни членови. Во конкретниот случај, реакцијата се однесува на членот на партискиот огранок во Кочани и член на Советот на општината Аки Акиов. Председателот на Партијата за демократски просперитет на ромите Аксел Ахмедовски истакнува дека поради притисоците и психичките малтретирања, Акиов има сериозни здравствени последици, поради кои за краток период на 2 пати завршил во болница. Според Ахмедовски се работи за мобинг по вертикална хиерархија, а тоа почнало уште пред 8 месеци, односно набрзо по одржувањето на локалните избори и промената на власта минатата година. Вршена му е психичка тортура, терор, омаловажување, притисоци, секакви посебно по однос на неговото работно место со кое му е загрозена и екзистенцијата. Истиот беше на 2 пати хоспитализиран во јавната здравствена установа во Кочани. 2 дена беше пуштен на домашно лекување, меѓутоа интензитетот на овие психички притисоци се неиздржливи и од тие причини повторно е хоспитализиран во истата болница. Бидејќи повеќе институции, државни институции, надлежни по загонење на вакви противправни дејства, се известени, а истовремено се известени и повеќе меѓународни институции, предлагаме и бараме надлежните институции, особено јавното обвинителство, по допрен глас да се зафати со овој случај, да го испитува, да го истражува и доколку најде елементи со кои неговото здравје е нарушено, а елементи од кривично правен аспект, да покренат постапка. Ахмедовски ги демантираше гласините во јавноста дека советникот Акиов бил физички нападнат. Посочи дека неговата здравствена состојба е нарушена единствено поради психичките притисоци и мобингот на работното место.